Во тек е летниот распуст, а на летниот распуст најмногу секако му се радуваат учениците заради тоа што може да здивнат од училишните обврски. Летото се користи за одење на годишен одмор, за на плажа, на езеро, можеби на планина, но многу е важно во тек на летниот период да не се заборават книгите, лектирите и да се негуваат читачките навики. Токму затоа ние утринава ја посетивме книжарницата на просветно дело во центарот на градот и со Ксенија Маказлиева Трајчева, автор на книги за деца, едукатор и уредник на повеќе детски литературни списанија, ќе позборуваме и ќе дадеме препораки што е она што децата може и би било корисно и интересно за нив да прочитаат за време на летниот распуст. Пред се, Ксенија, добро утро. Добро утро, поздрав до сите гледачи што одвоија време ова утро да бидат со нас. Во вашите книжарници, кога наближува септември, врие како во кошница, затоа што сите доаѓаат да се подготват за учебната година, да си купат училишен прибор. Но и летото и распустот се одлична можност да се чита. Има ли читатели во тек на летниот период и колку се бараат книгите на лето? Знаете како, читатели секогаш имало и ќе има, меѓутоа мисијата на нас возрастните е да регрутираме што повеќе млади луѓе во читателската армија, така да ја наречам, затоа што читањето е мог која што ги отвара многу прозорци, многу врати, кој што им помага на децата да се осознаат себе си, околината околу себе, да го збогатат својот речник, да разберат многу мистерии кои што животот ги носи, така што не треба да се откажуваме од мисијата да ги навикнеме децата да ги посетуваат книжарниците, библиотеките и да го одбираат она четиво што нив им е најпогодно. Она што возрастните најмногу треба да внимаваат, да одберат книга која што ќе биде соодветна за возраста на која што е наменета. Ако имаме дома мало дете во предучилишна возраст или во рано училишна возраст, добро треба да знаеме кои автори и кои книги треба да им ги одбереме, да им ги препорачаме, да читаме заедно со нив, за да можат подоцна и тие самите да читат. Меѓутоа, многу е важен изборот, посебно во најмалата возраст, затоа што тука се создаваат критериумите за добро четиво. Ако ние во најрана возраст успееме да им понудиме четиво кое што ќе им биде интересно, кое што ќе ги привлечи и кое што ќе ја разгори жетта за читање, тогаш сме успееле. Ако тие ги создадат своите критериуми за квалитетно книжевно дело, понатаму сами ќе знаат да одберат и да читат. Книжарниците наши се посетени секако и во текот на летниот период. Првично е она што се бара лектирата, но покрај лектирата знаеме да им понудиме и дополнителна литература, затоа што лектирата е задолжителна, а она што е задолжително секогаш по некоја инерција или по некој непишано правило знае да направи отпор, меѓутоа знаеме и како да се справиме со тоа и како да им понудиме нешто плюс, за да се доближат до читачките патеки што повеќе. Освен таа задолжителна училишна лектира, што е она што би им препорачале на основците да прочитаат во тек на летото? Затоа што изборот на детски книги, на детска литература, навистина во денешно време е многу голем и убав. Да, има многу избор, богата понуда и тешко е да се издвои нели она што би го препорачале во еден прилог, во едно обраќање, меѓутоа се одлучивме ова утро да им посетиме внимание на домашните автори. Знаете како вели Ајнштајн, ако сакате децата да ви бидат умни, интелигентни, паметни, читајте им бајки. Меѓутоа бајките не ги создаваат само тие автори што ги знаеме од порано како браќата Грим или како Кристијан Андерсен и така натаму. Ние имаме и наши автори кои што пишуваат бајки, особено една авторка која што е и учителка, која што е една волшебна учителка, која што создаде една волшебна бајка која што се вика Тајната на сината Самувила и е наменета за таа рано училишна возраст за дечињата од прво оделение па нагоре. Зошто ја препорачуваме оваа бајка? Затоа што бајката е целосно интерактивна, затоа што детето
патува низ бајката заедно со главните ликови во нив и иако станува збор за волшебник, волшебството е всушност во убавите зборови, во убавото однесување, во љубезноста, во начинот како да се решат проблемите и да се прифатиме сите такви какви што сме. Книга која што е целосно интерактивна, која што не само ќе ја чита детето, туку натре бара од самото дете да реши одредени проблеми, да нацрта, да допише, да изброи. Натре има и мапа по која што се движи приказната, така што ова е одличен избор и за дома, и за на одмор, и за налетување, затоа што и самите активности внатре дозволуваат или мотивираат за убаво поминато заедничко време на децата и родителите и бабите и дедовците, затоа што сите можат активно да се вклучат во оваа современа бајка за тајната на сината самовила. Што да им препорачаме на учениците во основните училишта кои што се во повисоките оделенија? Да речеме од 5-6 оделение нагоре, што тие сакаат да читаат? Веќе неколку години наназад една популарна книга за едно девојче од честата месечина влезе во лектирните изданија и тие знаат да си ја побарат книгата Девојчето од честата месечина. Меѓутоа треба да знаат дека самата книга има и своји продолженија, уште 3 книги кои што ги обработуваат авантурите на тоа девојче. Сепак станува еден збор за еден серијал кој што ја води борбата меѓу доброто и злото. Она што го сочинува животот, секогаш се бориме да го осознаеме она што е добро, да го практицираме тоа што е добро. Меѓутоа овде авторката направила еден убав спој меѓу она што е реално, меѓутоа и она што е магично, затоа што знаете сите ние сакаме некако магијата да биде присутна во нашиот живот, да успееме да ги решиме проблемите со некое волшебно стапче, меѓутоа сета таа волшебност се крие токму во нас. Како девојчето од честата месечина се справува со сите предизвици кои што ги носи животот, таа е малце поразлична од сите други, меѓутоа се соочува со предизвици и проблеми кои што се многу реални, затоа освен девојчето од честата месечина која што е како што реков лектира, веќе имаме уште 3 продолженија кои што е убаво да ги земат, да ги прочитат и да ја осознаат целата авантура на Нина која што доаѓа од еден поинаков свет, а сепак функционира во овој наш убав свет. И за крај, да не ги изоставиме и тинејџерите и да видиме што би било интересно тие да прочитаат за време на распуст. Да, кај нас веќе 10 години наназад постои таа тин библиотека која што е наменета токму на таа тинејџерска возраст, која што е многу чувствителна, многу особена по многу нешта и затоа книгите кои што се читаат во тој период се многу значајни за формирањето на личноста понатаму. Ова утро еве одбравме 3 наслови, иако библиотеката располага со многу повеќе, кои што се надеваме ќе го привлечат вниманието на младите и ќе ги побарат книгите да ги прочитат, односно да се соочат со својата возраст преку страниците кои што се ставени меѓу двете корици на Леон, е еден наслов. Факторот бивше една интересна книга и интересна тема, особено присутна, да речеме, во таа возраст. И уште една книга, 220 линии, ова е посебен предизвик, бидејќи станува збор за едно детенце кое што се соочува со аутизмот на еден многу интересен начин, односно она што современото општество го бара сите од нас, да ги прифатиме сите кои што се можеби малку поразлични од нас, меѓутоа и да знаеме како да се однесуваме со нив, како да ги интегрираме во општеството, како да им помогнеме и како заедно да функционираме уште подобро. Тинејџерската возраст, како што реков, бара посветеност и од возрастните, и од наставниците, но и од книжевноста. Ако ние правилно ги насочиме децата, ако им дадеме правилен пат во изборот на литературата која што ја читаат, за да го осознаат подобро светот во кој што растат и функционираат,
функционираат, верувам дека полесно ќе се справа со сите предизвици кои што ги носи тој динамичен период од животот и дека полесно ќе застанат на нозе понатаму кога ќе се соочат со уште посериозни предизвици. Знаете како е, тинеџерите мислат дека те ги имат најголемите проблеми на свет, дека најтешко се решаваат, дека никој нив не ги разбира, меѓутоа кога ќе се соочат со слични ситуации од литературата и сватат дека нивниот проблем не е само нивен и дека ги засега сите околу нив и дека има решение на крајот од краиштата, тогаш полесно се соочуваме со самите себе и со луѓето кои што се околу нас. Знаете како велат, 6 минути со книгата, велат, ги опушта мускулите, го одмара, го релаксира мозокот и она што е најважно, го намалува стресот дури до 60%. Ако е тоа вистина, ако тие 6 минути ги помножиме во многу повеќе минути, тогаш верувајте дека навистина ќе направиме добро и за нашето ментално и за нашето физичко здравје. Со желба зубаво и топло лето, само ќе посакам, не заборавајте кога ќе ги пакувате куферите да ја спакувате и вашата омилена книга. Еве со ова убава порака и препорака го заокружуваме денешниот утрински разговор. Благодарам за соработката, Ксенија. Ви благодарам и вам, посакувам многу прочитани книги ова лето и се разбира нова успешна учебна година од септември. Но до тогаш сигурно повторно ќе се видиме. Поздрав и се најубаво.